Здраво на сите, јас сум Драги Стојковски и добродојдовте во емисијата Македонска ера трета епоканета од. Овој пат сме поканети од Васко Курајчки Јосифовски, земјоделец со кого ќе разговараме за проблемите во земјоделието. Здраво Васко и благодариме на поканата да бидеме виртуелни гости кај вас дома. Здраво и поздрав и голем поздрав до сите. Благодарам. Како прво, запозна ги нашите гледачи со себе, каде живееш и слични биографски забелешки. Вака, јас сум роден и живеам во битолското село Трновци. Тоа е село кое што се наоѓа на 30 км на север од Битола, 30 км на запад од Прилеп. Последно село од општина Могила на север, некаде на тромеѓето помеѓу општините Кривогаштани, Могила и Крушево. Се занимавам со земјоделие претежно, меѓутоа поради состојбите кои што владеат подолго време во нашето земјоделие, често пати знам да посегнам и по мистријата и теслата, па малку дополнително и градежништво и така некако се ворам да се живее. Така, на кој моди раката ќе фати во повеќе работи, важно да се преживее. Јас, например, мислам дека и мнозинството наши гледачи не се запознати со секојдневниот земјоделски живот. Јас никој не сум живеел на село, не сум се бавел со земјоделие, па интересно е да ни објасниш еден типичен земјоделски ден. Па видите вака, денот во глобала кај сите е ист, со тоа што сепак постојат некои разлики во зависност од тоа со кој тип на земјоделие земјоделецот се занимава. Основно ќе кажам за кај мене. Претежно земјоделието бара ангажман преку пролетта и летото, до касно на есен. И во зависност од сезоната, денот започнува во пролет, да речеме некаде околу 7-8 часот со подготовки на леи за расади и слични работи, со припреми за ѓубрење на нивите, средување на машините за работа што се потребни преку летото и тие работи. Потоа следува оној период, раниот период на летото, кога се тргнува во садење на летните култури, тутун, пипер. Значи, тогаш сме ангажирани буквално секојдневно по нивите. Па сега веќе е период кога полека се приближува времето на жетва, па сме преокупирани и со тоа набавки на амбалаж, следење на времето, барање со време пласман, затоа што кај нас ако сам човек не си најде пласман, многу тешко може да очекува помош од некој, така да има доста обврски, доста трчање во зависност од тоа кој со што одлучил да се занимава. А со кои производи вие се бавите? Што одгледувате најповеќе? Кај мене конкретно моето семејство најмногу произведуваме тутун и пиперка, нешто помалку пченица и јачмен, меѓутоа основните производи се тутун и пиперка. Да. А токму околу тутунот, нели, беше доста контроверзно најавите дека се е откупено, па тутунопроизводителите се жалеа дека не е точно тоа, па повторно пак дека се е откупено, па пак изјавите од тутунопроизводителите дека не е тоа точно, нешто испадна како и датумот за преговори со Европската унија. Нели, секоја недела добиваме само датуми. Пак запознане нешто околу тоа, што се случи и докаде се до тоа? Дали се е откупено од минатогодишната реколта или се уште сте во исчекување? Некако испадна оваа година, буквално цела зима и цело лето да се
обидуваме да се убедуваме и да се надлажуваме со премиерот и со министерот за земјоделие, некако бегаат од вистината луѓето, меѓутоа фактите се овие. Годината, откупната година почна доста тензично, доста тешко. Потоа се вклучивме неколку мина кои што сметавме дека можеме да придонесеме колку толку да ги принудиме да ја зголемат цената на тутунот. Донекаде успеавме делумно. Потоа дојде онај фамозен вишок на килограми тутун, нешто што никогаш досега не се случило. Јас цела зима, еве и сега одговорно тврдам дека вишок немаше, дека сето тоа беше вештачки создадено, дека за да се отвори простор за увоз на тутун, и тоа голем дел од тој увоз се одвиваше на илегален начин, така да остана многу тутун неоткупен. Се според некои информации кои што министерот ги собрал од терен, се работи за многу мали количини, некаде околу 800 до, ајде да речеме, до 1000 тона, што е далеко од вистината. Се работи за некаде над 3 милиони килограми неоткупен тутун. Се кубури и со субвенциите сега. Се лажеше и за исплатата на тутунот, дека оди со некакво темпо, меѓутоа се испостави на крајот дека сепак доста луѓе беа и закинувани и при исплатата. Така да оваа година, ова што помина, е една од, не една, него е најтешката година во македонското тутунарство воопшто, зашто зборува и фактот што постарите земјоделци, нашите родители, конкретно татко ми, мајка ми, моите соседи околу мене кои што се нивни врсници, зборувам за луѓе што се над 70-80 години, татко ми веќе 86 години, не се сеќава било кога досега да останал неоткупен тутун, не паметат било кога досега да биле олку понижени. Ова што се случи оваа година јас би сакал да не е така, меѓутоа по се изгледа е увертира во нешто уште пострашно што ќе ни се случува наредната откупна сезона. Тоа е оваа зима која следува, затоа што остануваат во игра истите правила на откуп, останува во игра истиот закон по кој што се вршеше откуп од минатата сезона, значи останува дозволено увозот на тутун. Тоа отвора доста широк простор за манипулации. Цените се оние кои што беа минатогодишните покласи. Значи, искрено, не само што имавме тешка година, јас и очекувам да имаме уште потешка. А мене не ми е јасно се, а што е спорно ако има вишок производство? Тоа секоја држава се бори, пченка, пченица, жито, што повеќе да производи или тутун. Што е спорно ако имаше вишок? Нели тоа е плюс за државата? Ако земјоделците повеќе произведат од кој што се очекува. Знаете, так, гледано од нормален аспект, тоа е така. Значи, секој се стреми кон повеќе и поквалитетно производство. Так. Кај нас се случува со оваа гарнитура на власт нешто обратно. Впрочем, и самите субвенции се за тоа. Да се зголеми производството. Да. Значи, доколку одиме на намалување на производство, зашто се субвенционира? Очигледно е дека тутунот е производ кој што добро котира на светската берза, барем зборувам за нашиот македонскиот тутун, ситнолисниот тип прилеп, кој што сите знаеме дека е доста квалитетен, и се настојува преку она така наречен вишок на тутун, да се убедат земјоделците дека, знаете, ние откупивме она што ни требаше, откупивме оно колку што имаме договор, и сега другото не можеме да ви го откупиме. Тоа не е дека е вишок, не е дека тие ќе го фрлат. Меѓутоа, тоа е само создавање на простор, создавање на атмосфера, за да можат по багателна цена да го земат она за кое што тврдат дека е вишок.
Значи, сето е во едно сивилна манипулација, не дека навистина е вишок или дека доколку е вишок нема да се пласира. Иначе за информација за пошироката јавност, јас ќе кажам дека во овие моменти ниту еден откупувач нема во своите магазини ниту грам тутун. Значи, доколку имаше вишок на тутун, како сега наеднаш нема грам тутун, сиот е извезен, сиот е продаден. На крајот на краишта можат да ги лажат оние кои што не ги разбираат работите, меѓутоа не и мене, затоа што јас знам дека не постои компанија која што стихијно оди во откуп и која што нема барем еден, ајде да не речам полук, меѓутоа сигурно 5-годишен план и веќе разработена стратегија околу прибирањето на потребните количини и нивното пласирање. Така да не вреди да се лажиме дека не можеле да откупат или дека не можеле да пласираат. Јас сум сигурен, убеден сум дека она што наредната година треба да се пласира на светските пазари, нашите откупувачи веќе оваа година и претходната веќе го имаат зацртано во планот. Така да станува збор само за измама, за да се земи колку е можно поевтино она што може не да се земи, не да се плати. Буквално зборувам за плячка, зборувам за грабеж, за крадење. Тоа не е плаќање ако килограм тутун ви го платат 50-60 денари. Тоа веќе не е плаќање, тоа не е откуп. Тоа е чист грабеж. А кој ги прави тие манипулации? Дали ги прават трговците или државата ги прави? Вака се. Ако се земе во предвид дека државата не направи ништо за да ги заштити тутунопроизводителите, јас ќе ви кажам мои примери, каде што лично јас имам интервенирано, каде што лично јас сум барал инспекторат на терен, каде што сум посочувал неправилности, сум разговарал и со министерот за земјоделие, сум разговарал и со премиерот, дури разговарав и со председателот на собранието Талат Џафери околу проблемите со тутунопроизводството. Значи, државата не презеде ништо да не заштити. Тутунооткупувачите спроведоа некоја политика на плячка со дозвола на државата. Што значи и едните и другите беа вклучени и беа богами доста добро организирани за ова, јас го викам плячка на столетието што се однесува до тутунопроизводството. А токму на тоа да останеме. А дали основањето на некои откупни центри кои ќе бидат под контрола на земјоделците или во овој случај на тутунопроизводителите, дали тоа ќе обезбеди поправедно откупување на производите и со подобра цена? И посигурно за секој да може да го продаде својот производ, да не остане ништо. Во секој случај земјоделците треба да ги контролираат откупните центри. Сега во нашата ситуација, во нашата состојба, постои една можност каде што тутунопроизводителите можат да го контролираат откупот. Тоа е преку институтот повереник, институцијата повереник. Меѓутоа, фактите зборуваат дека нашите повереници, луѓе кои што ние, тутунарите, ги плаќаме од сопствен џеп, се поставувани од владата и во договор со откупувачите. И ние доаѓаме во ситуација каде што повереникот наместо да застане да се бори за подобра цена на тутунот, тоа едноставно му вика на тутунарот: па добро ти дадува, што сакаш повеќе? Значи, се работи за нешто што треба да го промениме од корен, не да ги контролираме откупните пунктови, него да го контролираме сопствениот ум, нашиот менталитет во прашање. Знаете, непоткупливоста треба да владее. Оној момент кога јас ќе застанам во одбрана на, пошто зборуваме за тутунот, на тутунопроизводителот на вага, тоа да го правам затоа што
треба навистина да го одбранам човекот, а не од едната страна да го бранам, а од другата страна да му туркам сандакот, буквално да придонесувам во плячката. Значи, потребно е да го смениме нашиот менталитет, да знаеме дека пред се треба да бидеме честни едни кон други, и ако сме тргнале за нешто да се бориме, тогаш треба да водиме сметка дека навистина треба да се бориме. Да не одиме водени од собствени интереси, дека јас гледам денес да би биде добро мене, да земам јас за себе, да си ја земам својата дневница, а тоа дека ќе оштетам 10, 20, 30 семејства, воопшто да не ми е гајде. Кај нас се случува тоа. За еден кој што ќе земе дневница од 700 денари, денес на вага оштетува 30-40 семејства. Во тоа е проблемот. Значи, ние можеме да формираме колку сакаме откупни пунктови, доколку не проработи совеста. И буквално се што се случува кај нас. Сето оно што е негативно е поради поради недостаток на совест. Рековте, овие контролори, вие ги плаќате, но не ги защитуваат вашите интереси. Јасно, да. Тоа вие како некој адвокат да тоа платите да ве брани, ако некој ве обвини за убиство, например, ама тој не ја брани вас, го брани некој друг. Ја брани државата, тоа е навистина смешно. Јасно, тоа е тоа. Значи, сме имале милион случаи такви, често пати тутунарите се бунат, па зашто ми е повереник. Јас се обидов и формирав едно тутунско здружение, каде што вовлеков во него луѓе од територија на цела Македонија, се со цел да постигнеме некако да имаме своји повереници, и веќе можам да кажам дека оние луѓе кои што ги имам вклучено во тоа здружение, оние кои што ги планираме во некоја блиска иднина за повереници, се навистина луѓе со цврст карактер, луѓе кои што се докажале со својот, ајде да речам, табиет и непоткупливост, луѓе кои што навистина знаат да го почитуваат човекот кој што ги плаќа. Оној заради колку постојат. Кај нас се заврти работата, дојде како јас да одам да предадам тутун затоа што треба да преживее повереникот, а не повереникот е појден таму затоа што треба да преживеам јас. Значи, се извртија работите. И не е само сега, години наназад е тоа така. Каква помош очекувате од државата и што се ви е потребно за да се унапреди земјоделието? И животот и да се олесни животот на земјоделците, види, тие се главните носители на земјоделието. Вака, Македонија е пред се аграрна земја. Во Македонија нема некоја индустрија која што може да речеме дека ќе продолжиме да ја развиваме. Значи, она што постои како индустријски капацитети се или ситни, или странски инвестиции кои што утре други ден може да ги снема, може да се заминат. Останува земјоделието како стратешка носечка стопанска гранка во Македонија и останува тука да се вложува. И ментално, меѓутоа и финансиски, економски. Сега, помош на македонскиот земјоделец е потребна буквално во секој поглед, затоа што години наназад, 30 години во македонското земјоделие не е вложувано, освен овие, така да ги наречам, субвенции кои што не ги даваат посакуваните резултати. Може би до некаде помогна оние ИПАРД програми со кои што многумина земјоделци дојдоа до некое подобрување на машинскиот парк, но тоа не е тоа. Пред се потребно е да се задржат младите на село. Јас ако ви кажам дека во моје време, кога јас бев дете во моето село, во Трновци, годишно се раѓа по едно 30 до 40 деца, значи зборувам за 70-тите до 75-6 година, и ако ви кажам сега дека на 5-6 години се раѓа едно дете,
ќе ви биде јасно зашто зборувам. Да. Значи, мораме прво да ги задржиме младите во село, а млад човек не останува во село доколку треба да биде измачуван. Значи, мора да се постигне нивото на развиеност на условите на Европската Унија. Она што секогаш сите се чукаат во гради, ние одиме кон Европа, ние фактички се оддалечуваме од Европа, затоа што доколку одевме кон Европа, нашите деца немаше да бегаат во таа Европа, ќе останеат тука. И ние денес ќе зборувавме, уствари вие денес немаше да зборувате со мене како со земјоделец, него ќе зборувавте со мојот син, да речеме, кој што ќе беше на некој начин Игор, што е земјоделец. Потребно е пред се окрупнување на земјоделските парцели. Значи, од корен менување на целосно на условите. Стратегијата треба да се заснова на окрупнување на земјоделските парцели. Потребно е вложување во инфраструктура, пред се, тука мислам на канали за наводнување и мини акумулации. Затоа што по полека Пелагонија, од најголемата житница, почнува да заличува на пустина. Имаме региони каде што, еве, конкретно во Трновци, последните 3 месеци немаше капка дожд капнато. И до пред 4-5 дена, кај нас нивите засејани со тутун или со пипер, например, претежно што е со тутун. Тутунот стагнираше, се губеше, гореше. Сега овие 3-4 дена паднаа некои добри дождови и веќе можеме да дишиме малку порелаксирано во однос на наводнувањето. Меѓутоа, доколку не беше дождот, ќе имавме навистина никаква година. Потоа, покрај ова, треба да се вложува и да им се овозможи на земјоделците. Вие знаете, ние имаме голем број иселеници во странство. Сите тие се носители, голем дел, се носители на собственички права на имоти во Македонија, меѓутоа не им требаат тие имоти. Конкретно, во мојот случај, тргнувам се што кажувам гледано од мој аспект, јас имам 4 чичковци кои што се на разни страни од светот и морав фактички имотот на дедо ми да го купам уште еднаш, не од нив, затоа што чичковците се откажаа од своите имоти, ми ги поклонија. Меѓутоа, преку даноци на промет, преку разни други давачки, преку нотари, адвокати, што ти ја не знам, буквално ја купив сермијата, како што се вели. Значи, имотот јас си го купив. Го купив од државата, не од моите чичковци. Чичковците се откажаа, меѓутоа државата ми зеде пари, може би многу повеќе од што кошта и самиот имот. Да. Тука би требало да се овозможи. Таму каде што се остава имотот од чичко, од брат на брат, од татко на син, воопшто да нема проблеми, воопшто да нема сопки, едноставно се оди пред нотар, пред катастар, се заверува работата и да се завршува. Да немаме давачки околу тие работи, затоа што сепак тие давачки се, како што кажав, доста големи. Сега, исто така, и ова околу и партите, или програмите кои што се за млади земјоделци, каде што се доделуваат неповратни средства. Јас ќе ви кажам, во неколку случаи имам интервенирано и сум помогнал, каде што млади земјоделци пред да набават машинерија, треба за истата да вложат пари. Значи да ја платат. Сега замислете вие едно момче од 25-6 години, кој што буквално нема денар скршен во джебот, има имот од татко му, сака да се занимава со земјоделство, сака да набави трактори, приклучна механизација во вредност од некои, да речеме, 15.000 евра. Тоа момче треба тие 15.000 евра да ги створи и да ги плати на фирмата која што ќе му ги добави овие машини,
потоа државата да му ги врати тие средства. Од каде пари, ако не од банка? Значи, како младо момче, како млад земјоделец, е должен да појде во банка, да побара кредит, доколку банката му дај кредит, ќе го задолжи со високи камати. Ако една година задоцни државата, а кажав, јас во неколку наврати имам реагирано за такви задоцнувања и неколку млади момчеви ги имам спасено од навистина драстични камати. И во моментот кога ќе се вратат парите од банката, веќе рипнале каматите, така да она што е земено и она што државата им го враќа не им стигнува да ги поклопат обврските кон банката и морат повторно или да се призадолжат, или да го остават земјоделието па да бегаат година, 2-3 во Швајцарија, да возат, да бидат шофери, што и да е нешто, само за да земат на брзина некој динар, да можат да вратат во банките да се. Значи, фактички, помош која гледано од вака како што објаснив и не е некоја помош од полза. Да. Вие сте запознати со акциониот план на Македонска ретрета. Колку акцијскиот план ги задоволува барањата на земјоделците, тутунопроизводителите и воопшто на земјоделците, за да се унапреди земјоделието како што треба во Македонија? Видите, јас и сум разговарал со неколку луѓе од Македонска ретрета. Мислам дека во целост гледано се работи за доста солидна програма, меѓутоа сакам да нагласам дека никогаш, ќе повторам, никогаш ништо не е доволно. Значи, колку повеќе се спуштаме во базата, помеѓу народот, се ќе се најде нешто што мора да се привметне во секоја програма. Не постои совршена програма кога е земјоделието во прашање, особено нашето земјоделие, кое што е со години наназад уништувано. Значи, ние немаме земјоделие кое што до вчера се развиваше, па сега продолжуваме натаму. Ние имаме земјоделие кое што до вчера пропаѓаше и значи мораме навистина жестоко да запнеме за да го изградиме. Ја ќе ви кажам една нова работа која што се случува во овие денови, каде што постои опасност од, како да кажам, некое повторно зголемување на цената на горивата, најавено е, при што веќе почнуваат земјоделците да бидат и во паника. Затоа што со секое зголемување на цената на нафтата се зголемуваат и цените на сите продукти што ние ги набавуваме, а ни се потребни во областа на земјоделието. Меѓутоа, останува секогаш цената на она што ние ќе го продадеме помала од минатогодишната. Ние имаме секоја година наместо цените на нашите производи да одат нагоре, цените на нашите производи одат надолу, а сето она што го набавуваме скока. Значи, пак ќе кажам, уште една причина за навистина да се размисли во кој правец ќе оди државата, во кој правец ќе оди земјоделието, е и ова. Земјоделецот мора да има стабилни услови за работа. Не да ни се менуваат од месец во месец, од ден во ден, без оглед каква сака нека е цената на светската берза на нафтата. Секој премиер, секоја влада на нормална држава би требало уште оваа година, за наредната година, веќе да има план дека цената за земјоделците, за земјоделска употреба, не зборувам за земјоделците, јас не сакам цената на нафтата што ќе користам во колата да ми биде, да речеме, 50 денари. Меѓутоа, цената на нафтата што ја користам за во тракторот би требало да биде навистина на некое задоволително ниво, за да можам да излезам, да сработам онака како што треба, а не ако треба 3 пати, 4 пати да изорам нивата, јас да гледам со едно орање да поминам затоа што нафтата е скапа. Значи, мора стратегијата да се проширува.
Да, затоа озбилни држави си имаат и државни залихи, резерви на нафта, кои ќе обезбедат соодветна цена. Да, тоа да. Па, Васко, ви благодариме што ја поканите Македонска ера трета да бидеме ваш виртуелни гости. Се најдобро, и да се чуеме повторно. Прифатите и да се надеваме дека ќе се слушнеме во подобри прилики за сите нас. Да, благодарам и пријатно.